Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во Полошкиот регион, во неговиот рамничарски дел. Овој пат решив да прошетам низ оваа регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, заклучно со денешното наше современие. Наминав во атарот на општина Гостивар, една од 9 општини кои припаѓаат во Полошката котлина, поточно речено во селото Тумчевиште, едно од неколкуте населени места кои се распостилаат во рамничарскиот дел на горно-полошката регија. Почитувани мои, како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощно рано, во утринските часови, на сам ден на македонскиот христијански православен духовен празник, Свети Архангел Гаврил, патронот и заштитник на селото Тумчевиште, чие име од памтивека го носи нивниот манастир Свети Архангел Гаврил. Денот по утрото се познала, вели народот. Денот беше летен. Небото кристално чисто, сонцето што туку беше изгреано над плодната Полошка котлина, каде што селото Тумчевиште раскошно блескотеше под зраците на полошкото сонце, распослано во непосредна близина на рамничарскиот тек на Позарската река. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите? Драги мои, имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вап, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Тумчевиште низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите тумчевиштанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајќини, мештаните од ова село, да присуствувам на прославата на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, манастирот Свети Архангел Гаврил, кое празнување се одржа во манастирскиот двор на 26-тиот ден од месец јули 2018-тото овогодишно господово лето. Но пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, манастирот Свети Архангел Гаврил,
кое празнување се одржа во манастирскиот двор на 26-тиот ден од месец јули 2018 овогодишно Господово лето, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Добар ден! Да, си Бог добро. Како си ми добар? Убав. Еве Господ денеска ме донесе во твоево родно село, селото Тумчевиште. Да си жив и здрав. Како се викаш? Рајко Ѓурциновски. Што години имаш? 68. Машала, добро е. Те служи здравието? Абе сега добро. Така. Што поработуваше ве денеска што се вика? Абе, све работам, све што има потреба за една куќа домаќинска, све работам. Сенце, сточица имам, ме разбираш? Така. Имаме побајги стока, 20-тина може и 25 да имаме. Што крави, што телци, па треба да се наранат, да се наместат. Така е. Ова да те прашам. Рече дека имаш околу 20 крави и телина. Така е. Ти убаво рече спомна дека треба да се наранат, треба храна. Да. Ова сеното што го имаш, го купуваш или твое? Претежно е мое. Така? Претежно е, иначе имам и ниви под наем земено по чести. Прв пат селото Тумчевиште во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Тумчевиште припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен, благодатен, многовековен бисер Свети Јован Крстител, меѓу народот попознат како Бигорски манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Бигорски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за Бигорскиот манастир. Тумчевиште е мало православно полско село. Се наоѓа во срцето на Горни полог. Меѓу планините Сува горе и Шар планина, оддалечено на 2 км од автопатот Гостивар Тетово. На исток од
од делот на Суа Гора се граничи со селата Чајле, Форино, Чегране, Волковија, Стенче. Од делот на Шар планина се граничи со Врапчиште, Галате, Топлица, Добрило. Селото исклучиво е земјоделско. Се занимава и одгледува сите житни, градинарски, овошни култури и е развиено сточарството. Село Тумчевиште е озбиен тип, групирано во две маала, Горно и Долно Маало, со околу 400 жители и 80 куќи. Во него живеат повеќе фамилии, како што се Деиловци, Ѓурчиновци, Петревци, Мишевци, Јаневци, Стефановски. Во пишаните отомански дефтери, селото Тумчевиште се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1461 година, каде што се наведува дека границата на вакуфот на Мехмед бег од Тетово се простира западно од Тумчевиште до патор што води за Топлица и на патор што води од Тумчевиште за Пиргос, денешното село Пирог. Во отоманскиот дефтер од 1470 година, кое се однесува за селото Тумчевиште, е запишано дека границата на вакуфот на Мехмед Кјебир Челебија бег од Горни Полог се простирал до Тумчевиште, а му припаѓал на Скопскиот Санџак. Тумчевиште запишано и во пописниот дефтер од 1567-1568 година, кое му припаѓало на тимарот Капучи Хамза Мехмед бег, во кое живееле 100 домајќинства. Во истиот дефтер е запишено дека вкупниот данок кое селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња. Во втората половина на 17 век селото Тумчевиште му припаѓало на тимарот Адил Ага. Во овој период целиот атар на селото Тумчевиште бил поделен на следниве чифлик сајбии. Чифлик на Дедебалди и Дозен Ага, чифлик на Кара Мустафа бег, чифлик на Абдул Ага, чифлик на Сейди бег, чифлик на Јолдаш бег и чифлик на Назис Ахмед бег. Во ова време во селото живееле 80 домаќинства, сите рисјани. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Тумчевиште биле Хаджи Шукри бег, Адил бег и Исмаил Казас Ага, кои припаѓале на скопскиот турски род Казаслар, Тевид бег, Аджи Абдула бег и Аджи Рау бег. Овие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено чифчиите кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Според дефтерите кои ги воделе овие чифлик сајби во селото Тумчевиште, своји живеалишта имале изградено семејните родови на Бурчиновци, Мишевци, Новаковци, Петревци, Тофиловци и на многу други. Јас сум Ѓурчиновски Перо, добро дојдовте во селово да видите како сме, како живиме. Тоа иначе земјоделци се занимаваме. Домаќинка како ти се вика? Звезда. Од кај ти е земено? Тамо едно македонски брод, порече се рече. Од кое село? Битово. Битово? Да. Пред колку години?
отиде таму, ете, 50 години. так, 50 так, години. так, так, 48. так. 50. Колку Господ ви даде челата со твој домаќин? Имаме, фала Богу. Имаме 2 сина, 6 внуци, 2 снаи. Фала Богу. И Добри сме, богати сме си величен случала. персен за Така, 50. рече дека си од селото Битово. Битово, да. Од која фамилија? Петрески. Петрески. Да. Кога последен пат си била во твоето родно место? Па да ти кажам право и сум забраила више. Не памтам. Оди на 2 години. На 2 години. Так. 3 години. Некој пат на 7, некој пат на 5. Кога пат? Там, овде ми е фамилијата доселена, уште еден брат имам во селото. Так, Да. так. За Петровден кога е, тога одиме. Дека селото Тумчевиште на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, од 1364-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Тумчевиште на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Селските населби во Полок, издадена во Белград во 1979 година, за селото Тумчевиште го забележал следното. Тумчевиште е мало рамничарско село. Од неговата јужна страна тече Пожаренска река. Негови соседни села се Волковија, Чегране, Врапчиште и Топлица. Тумчевиште е село од збиен тип. Поделено е на две мала, горна и долно мало. Селото има 16 семејни родови и 39 домаќинства. Според народните преданија, Тумчевиште е многу старо село. Ова село некогаш имало 400 домаќинства, 2 цркви и 1 манастир, а тоа се простирал дури до падините на Сува гора. Тумчевиште за време на турското владење било разрушено, 2 цркви и манастирот запалени и до темела разорани, додека имотот на селаните го присвоиле турските бегови јаги, а населението било раселено. На северната и источната страна од денешното село Тумчевиште и денеска се наоѓаат остатоците од некогашните куќи и пропратни објекти. Во првата половина на 17 век имотот го присвоил Ади Јага, каде што во негово време селото повторно е обновено од протераните селани, но сега како негови чевчии. Во 1900 година Тумчевиште броело 22 македонски куќи со 310 жители. Тумчевиште како чивчиско село останало се до 1912 година, а во тоа време броело 32 куќи. Во 1927 година од тогашните власти тумчевиштанци ги добиле тапиите на денешните имоти. Во 1943 година Тумчевиште повторно е разорено од балистите од селото Чегране. Во 1946 година Тумчевиште повторно изникнува од пепелта. Во Тумчевиште живеат македонци со православна религија. Најстари семејни родови во Тумчевиште се Бурчиновци, Мишевци, Јаневци, попознати како Чавкаровци, Илиовци, Новаковци, Петревци, Тофиловци и Митревци, додека пак доселени семејни родови во Тумчевиште се Даиловци, кои се доселиле од околината на Лерин, Сталевци и Пештерци, кои се доселиле од селото Железно Речане, Неделковци, за кои со точно не се знае од каде се доселени во Тумчевиште, додека пак семејниот род на Лековци е доселен од селото Леуново, а семејниот род на Илчовци во Тумчевиште се доселил од селото Врапчиште, семејниот род на Шумбарковци од Волковија и семејниот род на Волчевци од селото Пожаране.
Црквена слава намештаните од селото Тумчевиште им е Митровден, а манастирска Свети Архангел Гаврил. Семени родови кои се иселиле од селото Тумчевиште се Дамјановци во Тетово, Пеовци во Волковија, Цветковци во Гостиварска Лешница, Димчевци, Поповци и Мали Милошевци во селото Туденце. Во Тетово од Тумчевиште се иселиле 50 семени родови. Добро, домаќине. Како си ми добар? Биде по-добро, добро. Еве правиме репортажа за вашево твоево родно село за Тумчевиште. Ајде. Што се работи денеска? Денеска еве графчева нема. Колку имаше посеено? Па едно два декари. Два декари, а? Квадрати, да. Или малце по-намо што вика. Задоволен си од величието? Па добро. Колку очекуваш да речеме овој како се вика овој граф да се Па обериш? граф со се тој другиот што го здраве преку 2000 кг треба да има. И машала, добро е. Мора работи. Така. Колку миле сте дома? Петин. 5 пина? Така. Јас сопругата, мајка ми, две девојчиња имам многу лет. Како ќе оди цена ова година, што велиш? Здравје ќе видиме. Така. Како ќе има народот пари. Така. Ланчната година беше посушна, не се роди што се вика, ова година беше побрнежлива. Ма и не се роди, немаше ни квалитет, немаше ништо. Така. Годинава прва лига. Со пласмана има проблем да речеме? Нема. Не би требало. Така. Го бараат нашите гравчи. Така. Кој еднаш пробал, пак се враќа да земе. Веткач или легач? Ова е легач. Легач, а? Да. Кој е поубав? Легач? Па што знам, и тој го користиме ние. Ова е побрзо иде. Така. А додека веткачката, попченката. Така. Барем уште на 20 на дена, 25. Ќе треба да почекаме за своје. Да сте ми здрави и живи, бакете си работава. Ајде, поздрав пријатно. Дека селото Тумчевиште на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ и публикацијата, материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во оваа публикација има доста податоци и за селото Тумчевиште, за кое се вели: Тумчевиште се наоѓа на 60 минути пешки одење од Стенче. Некогаш било големо и богато село. Земјата е плодна, па кога е родна годината, селаните собираат и по 100 товари жито. Луѓето кои живеат во Тумчевиште се многу вредни и мирољубави, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Манастириште. На низината равнина постојат остатоци од мала црквичка со конаци кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието во полоб и пошироко. Околу точната локација на манастирот постојат различни претпоставки, исто онака како и околу тоа кога и од кого бил разрушен. Се претпоставува дека манастирот постоел на рамното плато на Манастириште околу малата црквичка која и денес постои. Дека на ова вакавско место некогаш постоел манастир говори преданието дека овој манастир заедно со манастирот во селото Матка кај Скопје ги срушил некој си Синан Бек, а од азното и материјалот од одешниот манастир ја изградил Синан Беговата џамија во Скопје, а со азното и материјалот од разрушениот втор манастир ја изградил Синан Беговата џамија во Призрен. Втората половина на 18 век за Тумчевиште е период на обновување на селото, испразнето со опустошењето по задушувањето на Карпашовото востание. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата некогашна манастирска црква Свети Архангел Гаврил, кој е на источниот дел од селото, и на селската црква Свети Димитрија, кој воедно е и соборен селски храм. Црквата се наоѓа на самото сред село, во горното мало пред училиштето.
Изграден е со голема купола на средината однадвор со светло-жолта боја. Основата на црквата е крцна во форма на правоаголник. Во овој храм се чуваат значајни црковни предмети и книги. Во дворот на црквата се наоѓа и висока камбанарија со голем бакарен звонец. Црквата е изградена во времето на српската кралска династија Караѓорđević. Во подалечното минато тумчевиштанци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, Тумчевиште не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту громнината. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбеджиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт, Влашково и Стамбол. Во 30-тите години на 20 век во овие градови имало преку 50 учени од различен вид, претежно кафејани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле тумчевиштанци. Јас сум Мишевски Крсте, роден во село Тумчевиште 1967. По потекло од Мишевски фамилија. Татко Велимир, мајка покојна Даница. Моментално работам во Америка. Таму сум од 2006 година, 12 години. Причината што замина во Америка беше поради женитба. Сега, рековте дека живеете во Америка. Во која држава во Америка? Во Мичиген. Мичиген, Детройт, ама живеам со моја куќа во Стернинг Хајс на север. Тука каде што живеете, има ли во, така да речам, непосредна близина македонци каде што се дружите, се собирате за свадби, за крштевки? Да, има многу македонци. Поготово во Мичиген има многу македонци. За празници се собираме, а најголеми собирања се свадби. Тамо сум 12,5-13 години. Така, вашата сопруга од каде по потекло? Мојата сопруга е по потекло од Македонија, а родена е во Америка. Така. Што е овој што ве влечи да се дојде тука во Тумчевиште? Ме влечи родниот крај. Највише тоа ме влечи и фамилијата. Пријатели и другари. Тоа. Секој година нека доаѓаш. Доаѓам почесто, може и секоја година, ретко да изоставам, например, една година. Са последното. Кога ќе ги чуете нашите македонски песни, нашите ора? Тоа ме пали многу. Тоа срцето ми се играат. Кога ти се радува душата повеќе, кога ќе дојде денот да дојдеш тука во Тумчевиште? Да. Највише сум среќен кога идам, а тажен сум кога заминувам назад. Каде да живееш, родниот крај не го напуште. Брат, кога можеш, само враќај се во родниот крај. Македонија е наша држава и Македонија ќе остане наша држава. Селото Тумчевиште уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите тумчевиштанци. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а наставата се одвивала во црквата Свети Димитрија на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот од семејниот род на поповци,
родом од Тумчевиште, а бил учител во 2 учебни години, и тоа во 1899 и 1900 година. Во селото Тумчевиште учители биле и Ноне Захариев, Крсто Мито, Симо Стојанов, Ристо Антич и други. Моето име е Јанев Тодор, инаку во селото ме вика Тошо, Даскалот. Веќе 55 години живеам тука и се бавам работам во образование. Сега сум во пензија. Тоа е старото училиште каде што започнав првата учебна година во селото и во тоа училиште работев некаде додека не се направи новото училиште околу повеќе од 30 години. Дури сега се присеќавам и ги чувствувам, ги споделувам емоциите, иако е такво училиштето. Се наоѓаме пред новото училиште Гоце Делчев, кој е изградено 1995 година и каде ги заврши последните години од работниот век и ја дочекав пензијата. Кога секој добронамерник ќе дојде во Тумчевиште и кога ќе прошета низ селските сокачиња и патчиња, иако ја нема веќе старата традиционална македонска чаршиска архитектура, која порано ја имало ова село, која се карактеризирала со приземје и џидано од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат, изграден од цигла, опашан со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи џидови и со големи тешки порти, ќе се одушеви од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Тумчевиште не е заборавено село. Селото Тумчевиште наликува на една современа приградска населба, на која населба може да и позавидат многу други приградски и градски населби во Република Македонија. Мештаните од селото Тумчевиште ми раскажа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, но приказната како тумчевиштанци го прославија празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, манастирот Свети Архангел Гаврил, кое празнување се одржа во манастирскиот двор на 26-тиот ден од месец јули 2018 овогодишно господово лето, ќе ви доловам во наредната документарна емисија за селото Тумчевиште.